За текстилниот сектор заврши лошата и тешка сезона, вели за телевизија Стар првиот човек на акционерското друштво Мода од Свети Николе, Ангел Димитров. Па најновите измени за разлика од мината година се дека опаѓа побарувачката на европските пазари, особено германскиот пазар кој е наш најголем партнер, и се повеќе конфекцијски жала дека нема доволно побарувачка за нивните капацитети. Освен што току завршената лоша сезона, неизвестна е и новата. Доста песимистички се, значи состојбата, особено со војната со Украина, е непредвидлива и никој не може да каже уште колку време ќе трае, и тоа предизвикува неизвестност на европските пазари, предизвикува песимизам кај купувачите, а за жал текстил е таква гранка која што во секоја криза прв е на удар, бидејќи се смета еден вид луксус. Во овој период проблемот со работници е стабилизиран, но само поради фактот што нема доволно работа. Па во последно време со падот на побарувачката недосигурно работници не е така изразен, затоа што капацитетите опаднаа, но од друга страна имаме во некои конфекции веќе и увоз на работна сила од надвор, така да мислам дека во овој проблем бројот на работниците и достапноста на работна сила не е најголем проблем, туку најголем проблем е немањето на доволно работа. Од сите овие проблеми, секторот може да излезе само со државна субвенција на давачките кон државата, што како барање до новата влада ќе биде упатено. Па ние од секогаш сме барале некои си субвенции, некои се олеснувања во поглед на придонесите, затоа што ние сме трудоинтензивна гранка и данокот и придонесите учествуваат со огромен процент во однос на платите на вработените. Така да многу пати сум кажал, ќе кажам и денес дека во Македонија најоданочен, најоптеретен со даноци и придонеси е трудот, додека даноците на имот, на недвижности и приходи од капиталот со Македонија се најмалку оданочени. Така да ние сметаме дека овие гранки заслужуваат одредени олеснувања за да може да обстанат во иднина. Резултатите во текстилниот сектор секоја сезона се полоши и од некогашните 50, сега секторот е сведен на неполни 30.000 вработени.